на владата, ресорните министерства, образовно-кадровските установи, рехабилитационните установи, организациите на инвалидите, родителите на хендикепираните, како и граѓаните на целата планета не обврзува со нашето човечко битие да се свртиме кон слободите и потенцијалите на хендикепираните во интензивирање на напорите за социјална интеграција на овие лица. Добре ни дојдовте и нека се остварат нашите искрени надежи за вклучување во повикот на Обединетите нации за реализација на поставените возвишени цели и задачи. Го молам деканот на Филозофскиот факултет, професор доктор Трајан Гоцевски, од името на организаторите да го одбележи почетокот на оваа свечаност. Почитувани гости, уважени професори, драги родители, почитувани најбори. Имам особена чест и задоволство што можем да ја отворам оваа свечаност која е посветена на оние на кои што е најголема потребата за грижа за нив и тоа од целата заедница и тоа како меѓународен ден на хендикепираните граѓани кои што се дел од нас, кои што сочувствуваат, кои што работат со нас и кои што треба секојдневно да им помагаме. Моето задоволство е уште поголемо што одбележувањето се случува токму на Универзитетот Свети Кирил и Методиј и тоа токму на Филозофскиот факултет, која е прва наставно високошколска институција на овие простори, која што веќе делува 7,5 децении и 50 децении по војната, од која што израсна сите останати високошколски институции, па и самиот универзитет. Ова не го кажувам случајно, затоа што гордоста е уште поголема, што му падна честа на овој факултет за прв пат во Република Македонија, како самостојна суверена држава, да ги отвори студиите по дефектологија, кои што на некој начин треба да дадат особен придонес за едукацијата на кадрите кои што ќе работат пак со овие граѓани за кои што предмалку реков, на кои што помошта и е најпотребна. Филозофскиот факултет во Скопје можеби со тоа се зафати и со најсложената работа со која што може да се зафати една институција, но тоа е и најблагодарната работа, а тоа е да ги оспособи оние кои што понатаму треба да ги оспособуваат, оние кои што имаат пречки во својот развој, односно нашите граѓани кои што треба да се асоцираат со нас и да го живеат животот во најнормални услови колку што може тоа да биде направено. Во оваа пригода, давајќи скромен придонес за одбележувањето на овој ден, уште еднаш гласно ги поддржуваме барањето и повикот на Обединетите нации, а тоа се дека сите чинители, заедно здружени на сите нивоа, да се заложат со сите средства, со сите знаења, со сета умешност и мудрост, да ги подобрат условите за живот, работа, едукација, асоцирање на овие наши граѓани, во тековите на животот, во секојдневниот живот. Тоа е наша должност, тоа е и наша задача, но со тоа ја покажуваме и нашата зрелост како општество, нашата зрелост како современа, самостојна и суверена држава. Ние ќе настојуваме да ви оспособиме кадри кои ќе дадат понатаму све од себе животот да им биде поудобен и поснослив. Да се надеваме дека овој наш апел нема да остане само наша желба, туку напротив, тој ќе се преточи во програмски задачи на сите нас, на нашата држава, на нејзините институции, на хуманитарните организации и на сите чинители кои што можат да дадат придонес во оваа област. Затоа мојот апел е да се здружиме, да ги здружиме силите, да ги здружиме кадрите, да ги здружиме организациите кои што заедно можат да направат се, додека поединечно тешко ќе може да се остварат зацртаните цели. Затоа денеска, отварајќи го овој скромен собир,
ви пожелувам натамошен успех и пожелувам добро здравје на хендикепираните и успешно асоцирање во секојдневниот живот и асоцирање во нашите семејства. Јас ви благодарам. Служби на Собрание на Македонија, Јан Ирија Остерхов од Хуманитарната организација од Холандија, Боге Чардиновски од Министерството за труд и социјална политика, Ѓоко Груевски, секретар на Сојузот за глуви лица на Република Македонија, Драголюб Маневски, председател на Сојузот на глувите на Македонија. Меѓународни организации. Човекот кој скоро 3 децении беше активно мобилизиран и во практична и во теоретска смисла за мирно следење и оживотворување во нашата република. Драги хендикепирани деца, младенци, драги студенти, драги колеги, почитувани декане, имам големо задоволство да на овој свечен чин на денешниот ден, прогласен Обединетите нации, да накратко изложам разрешението на тој ден и да зборувам за правата на хендикепираните лица низ меѓународните документи на Обединетите нации и другите меѓународни организации. Генералното собрание на Обединетите нации по чест на одбележувањето на годишнината од усвојувањето на светскиот програм на активности за хендикепираните лица со резолуцијата број 47 од 4 октомври 1992 година го прогласи 3 декември за Меѓународен ден на хендикепираните лица, кој се прославува секоја година со цел да се подигне степенот на познавање и разбирање на проблемите на хендикепираните и да се зголеми свеста за сето оноа што ќе се добие доколку хендикепираните во секој аспект се интегрираат во општествениот и економскиот живот на нашата заедница. Мощна е сложената проблематика и големиот број на хендикепираните лица во светот, па и кај нас, го окупира човештвото со своите проблеми што немаат само индивидуална, туку и многу општо човечка димензија. Засилениот интерес за решавањето на екзистенцијалните проблеми на хендикепираните лица во целиот свет особено се манифестира во втората половина од овој век со и по донесувањето на бројни меѓународни конвенции, декларации, резолуции и други документи за правата на овие лица од една и обврските на општеството од друга страна. Оваа година Обединетите нации ја слават својата 50 годишнина. Во тој период се склопува и остварувањето на правата и потенцијалите на хендикепираните лица и нивното поставување во фокусот на меѓународното интересирање. За време на последните 2 децении е направено многу за признавањето на хендикепираните лица. Еден од преломните моменти беше Меѓународната година на хендикепираните, што беше прогласена во 1981 година. Веднаш потоа дојде Меѓународната декада на хендикепираните лица 1982-1993, која го промовира почеството на хендикепираните лица во општествениот живот и развој и еднаквоста. За да се остварат овие цели, Генералното собрание на Обединетите нации усвои светска програма на активности за хендикепираните 1982, стандардни правила за изразмислување на можностите за хендикепираните лица во 1993 година и во 1994 година Генералното собрание на Обединетите нации усвои долгорочна стратегија за понатамошно спроведување на светската програма на активности до 2000 година. На овие значајни документи кои имена ги образуваат сите членки на Обединетите нации да покажат многу поголема активност во нивното спроведување и постигнување подобри резултати во остварувањето на правата на хендикепираните и тоа во заштитата,
образованието, рехабилитацијата и другите активности, треба да нагласиме дека им претходија голем број на други меѓународни конвенции, резолуции и документи на Обединетите нации и на другите меѓународни организации помеѓу 50-те и 80-те години. Ваквата меѓународна правна основа за оваа проблематика ја сочинуваа многобројни конвенции, декларации и други акти од билатерален и мултилатерален карактер. Ќе наведеме само некои што се донесува и што се одразија на нашето законодавство во нашата република. Како прво ќе ја спомнам препораката за професионална рехабилитација за инвалидите на Меѓународната организација на трудот, што даде насоки за правниот пристап кон оваа проблематика во многу земји, при кои нашата надруго потоа создадува правен систем за рехабилитација и заштита на инвалидите. Понатаму, позитивно влијание изврши светскиот собир на правници и други стручњаци, што ги свика најголемата меѓународна организација за интегрална рехабилитација со донесувањето на значајните препораки во областа на рехабилитацијата. Најсилен одраз и најголем придонес за развојот на заштитата и рехабилитација на ментално ретардираните лица кај нас, како и во многу други земји, даде Декларацијата за правата на ментално ретардираните лица која донесе Собранието на Обединетите нации. Успехот на оваа декларација поттикна многобројни организации на инвалиди, обединети во Советот на светските здруженија на инвалидите, да подготват нацрти и слични документи во корист на сите инвалиди. Една од нив беше Декларацијата за правата на хендикепираните, донесена од Генералното собрание на Обединетите нации, која меѓу другото се заложи за создавање на оптимални услови во текот на школувањето и рехабилитацијата. Распроширувањето на законодавната дејност во голем број земји, па и во нашата, има значајно влијание и резултатите и препораките на специализираните агенции, како например Резолуцијата за професионална рехабилитација и социјална интеграција на хендикепираните и извештаите на Светската здравствена организација од Комитетот на експерти за организацијата и службите и установите за ментално ретардирани лица. За спречување на причините на хендикепираноста во многу нешто помогна и Резолуцијата за спречување на хендикепираноста, донесена од страна на Економско-социјалниот совет на Обединетите нации, со која им се обрна внимание на владите за зголемените размери на проблемот на инвалидноста и на инвалидните лица во светот. Придонес дадоа и документите на за специјалното образование, студијата за легислација на специјалното образование и компаративната студија за состојбата на специјалното образование во 38 земји на светот, што ги донесе Меѓународната организација за култура, наука и образование УНЕСКО. Во 1989 година Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои познатата Конвенција за правото на детето, во која се инкорпорирани и правата на хендикепираното дете. Година подоцна, 1990, најголем број лидери на светот во историјата се собраа во Обединетите нации да присуствуваат на светскиот самит за децата. Тој светски самит ја усвои Декларацијата за обстанок, заштита и развој на децата, како и планот на акции за спроведување на Декларацијата во 90-те години. Декларацијата и планот на акции на светскиот самит за децата и Конвенцијата за правата на детето представуваат амбициозна, но остварлива програма за благосостојбата на децата до 2000 година. Нашата земја ги следеше и ги спроведуваше споменатите меѓународни конвенции и врз основа на нив го изградуваше и собственото законодавство во областа на заштитата, образованието, оспособувањето и вработувањето на хендикепираните лица во републиката. Сето тоа, а и обезбедувањето на материјални, финансиски и кадровски услови од страна на општествената заедница во изминатите 45 години, од кога се започна во нашата република со третман на овие лица, се отворени работа 80 посебни паралелки за хендикепирани деца во редовните училишта во повеќе од 25 општини,
Потоа 18 специјални училишта и рехабилитационни установи за хендикепирани деца и младенци, во кои установи и оделенија имаме капацитет за повеќе од 3000 деца и младенци. Покрај овие установи имаме и преку 20 посебни заштитни работилници за осposobување и вработување на потешко хендикепирани лица со капацитет повеќе од 1500 лица. Република Македонија, следејќи ги во последно време најновите меѓународни конвенции на Обединетите нации, особено споменатите меѓународни години и декади за хендикепираните лица, потоа Светската програма за активности на хендикепираните, стандардните правила за израčunување на можностите за хендикепираните лица и други документи, започна постепено да се вклопува во најновите интенции во светот во однос на интегрираната заштита, образование, воспитание, социализација и интеграција на хендикепираните во средината каде што живеат и работат. Се создаваат нови облици за работа со родителите, како и нивно вклучување во третманот на хендикепираните. Исто така, спомнатите меѓународни документи инсистираат вклучување и на сите хендикепирани лица за разрешување на нивните проблеми во сите сфери. Па од тука постојат задоволителни резултати и на тој план од страна на организациите на инвалидизираните лица во нашата република. Обединетите нации, одбележувајќи го секоја година Меѓународниот ден на хендикепираните лица 3 декември, ни дава можност на сите нас, на владата, на ресорните министерства, организациите на инвалидните лица, образовните и рехабилитационните установи, на кадровските установи, како и на сите граѓани да се свртат кон слободите и потенцијалите на хендикепираните лица, особено во интеграцијата на овие лица во средината на живење. Со надеж дека ние што работиме со овие деца и оние сега што ги осposobуваме да работат со нив, одбележувајќи го овој ден, се вклопуваме по целокупните настојувања на нашата република да дадеме свој придонес за подобрување на подоброто утро на хендикепираните деца и опште хендикепираните лица во земјата и во нашата република. Благодарам. Во продолжение, студентите на дефектолошките студии ќе ни презентираат делови од оригинални текстови содржани во стандардните правила за одбележување под еднакви права за хендикепираните лица. Матевска Роберта. Стандардните правила за изjednačување на можностите на хендикепираните се еден вид водич за владите и за Обединетите нации. Како да се постигнат подеднакви можности за хендикепираните, како и за останатите граѓани кон крајот на овој милениум. Како едно силно оружје во обезбедувањето, стандардните правила ги поставуваат стандардите за еднакви права. Дават нацрт на акција која треба да биде превземена од владата. Делуваат како водич за сите кои се бават со оваа проблематика. Исклучуваат хендикепираните, нивните фамилии и организации како активни партнери во подобрувањето на квалитетот на нивниот живот. Не гледам, ама пеам. Не гледам, сакам да се смеам. Нека престанат војните, ни вели Петрова Анета, ученичка од Заводот за деца и младенци со оштетен вид Скопје.
Младите се повеќе стануваат свесни за нивната обврска да им обезбедат еднакви права на сите своји граѓани. Во крајна линија, обврска на владата на една земја е да осигура за хендикепираните да живеат колку што е можно подостоинствено и независно од секојдневната заедница, да земат активно учество во општиот, социјалниот и економскиот развој на општеството, да се образуваат, примат здравствена заштита и социјална помош во склопот на редовните структури на нивното општество. Владите, преку нивниот законски систем, ги обезбедуваат и штитат правата на хендикепираните лица. Интегрирањето на хендикепираните лица и нивната социјализација најдобро се спроведува со заеднички манифестации и дружење со нивните врсници кои не се хендикепирани. медицинска заштита, рехабилитационни и помошни служби, кои би требало да ја формираат базата за изедначување на можностите на хендикепираните. Овие предуслови ја потенцираат важноста да сите луѓе станат свесни за потребите, правата и обврските на хендикепираните, за нивните потенцијали и за придонесот кој тие можат да го дадат на општеството. Потенцираат важноста на заштитата на физичното здравје и благосостојбата на хендикепираните преку ефектна медицинска заштита, рехабилитација и други помошни служби. Ваквата поддршка им овозможува на хендикепираните да го постигнат до највисоко ниво на независност и функционирање. Највален период од животот на човекот е детството. Тоа брзо минува, остава излишни граѓи. Видиш блако кога изгреваш, стори нешто добро за нас, стори да сме среќни и весели, да растеме во мир и слобода. Сонце, видиш блако и кога заодаш, лекнуваме за почивка, сакаме добро да спиеме, а додека спиеме, ти веќе изгреваш. Патуј почесто и прави ли добро нас на децата. Дај да бидеме секогаш чисти, добри, како и сега што сме. Учам, играм, пеам, пијам со мирен сон, секаде се душа, весел детски сон, а се прашувам понекогаш, зошто сите деца не се како нас, зошто сите деца не растат, живеат слободно, имат мирен сон, зошто диги мачикат, шептават, зошто помисликат, понекогаш се грешува да им се молиме, да не понесат и нас во лето, може би некаде во
децата од целиот свет порачуваме, че нема веќе кога ветуваме. Со сите деца братски се ќе делиме, со сите деца заедно ќе се веселиме. Тој што е гладен ќе го храниме, тој што е нападнат ќе го браниме. Сонцето што грее, сакаме на сите да ни се смее, да ветиме по големо нешто, уште сме мали, но да се остарат нашите желби, не знаеме што ни дали. Ние децата од целиот свет, другари сме верни и неви, не смееме да дозволиме боја и да се дели. Кога ќе помислам дека во светот има многу деца, гладни, жедни, боси, тага почнува срце да ме коси. Зошто? За мора да е така и зошто да не биде? Еве вака, сите деца од светот да се фатат рака за рака, да сплетат широко оро, зашто тие знаат како се сака. Фатите се деца, за раце сите, са играј торо, братски букет китен, тоа оро широко под небеска шир, нека биде порака за слобода и мир. Milica Trpevska od Zavoda za rehabilitacija na deci i mladinci s oštetem vid od Skopje će nje izrecitira poznatата стихотворба посветена на Луи Брай, творецот на азбуката за слепи. Ти благодарам, Луи Брай. Ти благодарам, Луи Брай. Една точка, две точки, три точки, 4, 5, 6 точки. Еве ја буквата С познато. Еве го целиот збор. Од тој релјеф, за да го расветли светилото наше, иде светлината за
ќе науча. Ритмичката група од Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух од Битола ќе исполнат својата ритмичка точка со песната Марионка. а тоа е желба и настојување на сите инвалидски организации. Од овој свечен стан се обратиме до владата на Република Македонија, односно до надležните министерства, да дојде до што побрза реализација на оваа мерка, имено да се формира на ниво на Република Комисија за координација на сите активности за заштита, образование и рехабилитација на хендикепираните лица во Македонија. Характер 3. Емил Косето, кларинет, Тодоров Петар. Thank you.
Thank you.